Почитувани, добар ден. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони, господинот Јован Деспотовски, кој неодамна беше и кандидат за лидер на владеачката СДСМ. Господине Деспотовски, во привлекувањето на странски директни инвестиции, македонската позиција на ранг листата е постојано на балканското дно, каде што во споредливи резултати може да се споредува со Косово и Босна и Херцеговина. Србија и Албанија веќе почна да привлекуваат и по неколку милиарди евра. Зошто е тоа така? Го фаќаме чекорот со остатокот од регионот, особено со нашиот северен сосед Србија. Во изминатиот период има повеќе фактори, да кажеме, зашто Северна Македонија заостанувала, да кажеме, зад Србија. Јас би споменал, меѓу другото, имаше доста отворени политички прашања во периодот, да кажеме, до 2017 година. Членството во НАТО и фактички верификацијата на политичката стабилност на државата придонесе да веќе во изминативе после пандемијата година дена имаме значително зголемување на интересот од инвеститори, особено инвеститори со повисока додадена вредност и квалитет. Така што, да кажеме, еден од факторите кои што досега, односно допред неколку години, работеше во полза на соседите, меѓутоа не и во полза на државата, сега веќе го нема успешно. Јас очекувам дека и во 2022 година со очекуваниот почеток на преговорите за членство со Европската унија ќе имаме дополнителен аргумент, бидејќи секој инвеститор, особено сериозни странски инвеститори кои што вложуваат сериозен капитал, секако бараат и одредена политичка стабилност. Така што очекувам, како што споменав, дека она што го имавме како ситуација да очите беа насочени повеќе кон Србија, веќе во периодот што следи, односно веќе и случај да имаме вртење, да кажеме, на интересот и кон Северна Македонија. Секако го имаме предвид и фактот дека Северна Македонија е секако помал пазар во соседна Србија. Останатите држави во регионот не би се согласил дека заостануваме, напротив. Разговаравме за тоа по која методологија, да кажеме, се сумираат податоците за странските инвестиции. Се покажа дека, да кажеме, за дел од државите кои што ги споменавте во категоријата на странски инвестиции влегуваат и вложувања кои се поврзани, да кажеме, со искористување на рудни богатства. Тоа кај нас него, да кажеме, практикуваме. Така што ако зборуваме за странски директни инвестиции по одредена по разбирањето кое што го имаме ние, тоа се, да кажеме, големи реномирани компании кои што доаѓаат, носат технологија, отвараат работни места. Повторно кажам, освен северниот сосед, останатите земји во регионот не би можел да кажам дека се на ниво на Северна Македонија. Ги спомнавте преговорите со Европската унија. Владата најавуваше дека влезот во НАТО ќе донеси големи странски инвестиции. Во НАТО влеговме, но нивото на странските инвестиции е на ист ранг како и претходно. Значи недостасува нешто друго. На што најмногу се жалат инвеститорите? Членството во НАТО дојде во еден, да кажеме, сложен период глобален, тоа беше пандемијата секако, така што она што го споменав и претходно, очекувам, односно веќе имаме. Ние минатата година, например, 2021 завршивме со нивоот над близу 200 милиони евра постигнати нови договори со странски инвеститори, а при тоа имаме уште дополнителни 300 милиони евра проекти, односно инвестиции за кои што сме веќе во одмината фаза на разговори. Тоа значи дека инвеститорите веќе доставиле свој деловен план, писмо за намери, тоа значи дека наше очекување некаде до средината на годината за поголем дел од нив веќе да имаме комплетирана процедура и постигнат договор. Ако го споредиме тоа со периодот 2010-2020, направивме една голема анализа, покажува дека само за 12 до 18 месеци сме стигнале скоро до половина од нивото на инвестиции колку што биле вкупно реализирани во изминатата декада. Тоа значи дека членството во НАТО има свое сериозно влијание. Дополнително на тоа што го споменав, новиот пристап на поттикнување на инвеститори, кој што се базира на анализа на она што инвеститорите го нудат и врз база на проценката на тоа што го нудат инвеститорите, се обидуваме да им излеземе во пресрети на нивните очекувања. Според податоците на конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој, Македонија има најголем пат на странски инвестиции во пандемиската 2020 година. Инвестициите во 2020 се намалеле за скоро 40% во однос на 2019 година, додека просекот во регионот е пат од само 14%. Каде е сгрешено?
Па не би можел да коментирам каде е сгрешено. Повторно кажам, пандемиската година беше вонредна за сите. Ке споменам само дека нивото на инвестиции, например, од 2018-2019 беше рекордно високо. Значи во 2018 имавме некаде скоро над 600-650 милиони, ако не се лажам. Така што можеби и заради растот кој што имаше предходните 2 години, можеби заради тоа имаме и одредено намалување во 2020 година. Ние во однос на регионот имаме поголем пат. Зависи како ги гледаме бројките. Значи не сакам да ги релативизирам од аспект на тоа дека сме на најдобри, не сме. Меѓутоа исто така мораме да бидеме реални и да погледнеме како и соседите ги гледаат. Односно како ги бројат, да кажем, инвестициите. Така што повторно кажем, освен Србија, со кое што реално имаме, да кажеме, поле на кое што треба да се надпреваруваме, не сметам дека останатите држави се примерот кој што треба да учиме или држави со кои што треба да се надпреваруваме. Додека вашата партија беше во опозиција, ја критикуваше тогашната влада дека странските инвестиции многу ја чинат државата, а користа од нив е многу мала. Колку сега ја чинат државата странските инвестиции? Анализата која што ја направивме за изминатата декада, период 2010-2020 година, за ефектите на странските инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони, да се фокусираме на тој сегмент само, покажа дека не сме биле многу далеку од вистината. Зошто е тоа така? Заради тоа што точно сме имале еден систем во кој што некритички се пристапувало кон широк круг на компании. Не секогаш се водела сметка за тоа дали инвеститорот и компанијата имаат доволно квалитет. И во принцип имаме ситуации каде што се поттикнувале и се давале финансиски средства за инвестиции кои што имаат реално многу мало дадена вредност. Заради тоа имавме ситуација која што веќе очекувам дека оваа година е променета, меѓутоа доминатата година беше таква, да платите во технолошко-индустријските развојни зони во просек се пониски од платите во националната економија, иако компаниите внатре во зоните уживаат многу повеќе бенефици него компаниите кои што оперираат надвор. И тоа го констатиравме пред година дена и рековме ќе сториме се тоа да се промени. Така што кога зборуваме за цена на чинење, можеме зборуваме за тоа колку државата апсолутно исплаќа, меѓутоа мене ме интересира и колку компаниите плаќаат нас. И ќе ви кажам исто така податок дека во 2020 година податоците за 2021 уште не се готови бидејќи ги чекаме годишните сметки. Меѓутоа за 2020 година компаниите кои што оперираат во рамки на зоните нето уплатиле во државниот буџет по основ на придонеси и останати давачки некаде околу 40 милиони евра, што е драстично различна ситуација во однос на бројките кои што ги имавме од 2016 година, кога уплатите нето беа неколку милиони. Но во 2020 година колку конкретно ја чинела државата субвенционирањето на странските инвеститори? Нето ефектот подразбира дека сме ги земале во предвид исплатите кон компаниите во ТИРС во 2000, еве ќе ви кажам податок, минатата година исплатени се некаде околу 15 милиони евра. Уплатите ќе ги видиме сега, повторно кажам, годишните сметки ги чекаме да ги анализираме, меѓутоа минатата година исплатени се 15 милиони евра, во 2020 година нето ефектот бил 40 на сметка на буџетот. Тоа значи дека имаме поприлично голем простор, како што кажав, не само да поттикнуваме нови странски инвестиции, туку и да креираме програми за домашните компании. Какви се вашите очекувања за оваа 2022 година во однос на странските инвестиции? Ако во периодот 2010-2020 година сме имали 1 милиарда, вложувања зоните зборуваме само, технолошко-индустријските развојни зони, значи ние поставивме како цел дека во периодот 2021-2024 ќе го удвоиме тоа. И добро ни оди. Заради тоа што споменав, минатата година се некаде околу 200 милиона подпишани договори, нешто постигнати договори, нешто помалку. Пренесовме веќе во оваа година околу 300, нешто повеќе се веќе 300, бидејќи имаме тековни разговори со други компании. Тоа значи дека оваа година јас очекувам дека со овие кои што ги пренесуваме од минатата година, дополнително разговараме за прв пат со две поголеми компании во сегментот на енергетиката. Очекувам дека оваа година во зоните можеме да стигнеме до бројката од пола милиарда евра постигнати договори за нови инвестиции. Повторно кажам, че се фокусирам само на зоните, она што е наша, да кажеме, надлежност. Исто така очекувам дека првиот момент кој ќе успееме како држава да покажеме капацитет, практично покажеме капацитет, дека можеме да привлечеме сериозен голем инвеститор кој што ќе вложи во еден проект над 100 милиони евра, дека ќе следат и други. Повторно кажам, фокусот во минатото на инвеститори
кои што ангажираат голем број на работна сила, меѓутоа имаат многу мала додадена вредност, значи вложуваат малку во технологија, можеби во одреден момент пред 10 години бил важен за државата затоа што на пазарот на трудот имало доста голем број на невработени, меѓутоа реално сега го менуваме. Тоа значи дека не трчаме по компании кои што вработуваат 2000, 3000, 5000, заради тоа што имаме реална ситуација на пазарот на работна сила каде што немаме толку луѓе. Одиме по инвеститори, повторно кажам, кои што имаат поголема додадена вредност и кои што вложуваат многу во технологија. Че јас очекувам дека многу брзо ќе бидеме можност да објавиме најголемата странска инвестиција до сега во зоните, која што тежи над 100 милиони евра. Така што со тоа веќе, она што го споменав и претходно, реално Македонија ќе стане конкурентна со лидерот во регионот на Западен Балкан по странска инвестиција, тоа е Србија. Имате ли план како може да се подобри соработката на домашните компании со странските компании во земјава, имајќи ги в предвид податоците на Сојузот на Стопанска комора, кои што кажува дека нивните членки само 4% од нив учествувале сериозно во синџирот на странските инвеститори? Она што го зборуваме како ниво на извоз, че во зоните се генерира негде половина од македонскиот извоз. Тоа е добра бројка. Меѓутоа, второто важно прашање или првото важно прашање е она што го спомнувате ви, а тоа е колку домашната економија има бенефит од тоа. Бидејќи реков од странските инвестиции бенефит има буџетот, преку придонесите што се плаќаат данок на добивка и персоналец, имаат работниците, овие 14.000 повеќе се надевам во наредниот период кои што добиваат и ќе добиваат поголеми плати. И третиот сегмент кој што во моментот го нема, точно, а тоа е домашната економија. Како домашната економија дојде до поголем дел од тој колачот, се зборува веќе на назад години. Она што ние сега го правиме е следно. Значи, направивме еден исчекор минатата година со изменени закон за финансиска поддршка, во кој што мерката со која што ги поттикнуваме странските компании повеќе да соработуваат со домашните, поприлично е поедноставивме. И тоа постои. Меѓутоа тоа е на страна на странските компании. Меѓутоа и кога ќе дојде до таа соработка, да кажеме па странските компании, коментарот е дека поголем дел од домашните едноставно ниту имаат технологијата, ниту ги имаат луѓето, односно вештините, ниту ги имаат стандардите за квалитет кои се потребни. Рековме ајде да поработиме на тоа, меѓутоа не со зборување, не со политика, туку со конкретна финансиска поддршка. Така што во наредните неколку недели ќе направиме презентација на една нова програма која што изготвивме заедно со Меѓународната финансиска корпорација, која што ќе обезбеди финансиска поддршка за домашните средни и големи компании, технолошки да се унапредат, за да можат поуспешно да бидат поконкурентни едноставно, за да влезат во глобалните вредносни синџири, не само во компаниите во македонските зони. Проектот е регионален, така што ќе добијат можност да соработуваат со странски инвеститори кои се присутни во регионот. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.